Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Грозоморно убиство го потресе Прилеп во саботата. Денеска беше погребот на двете невини жртви, Милан синот и таткото Борче Чупарковски. Болка во Прилеп. За својот убиен другар децата палеа свеќи во паркот во населбата Вишне. Прилеп ќе добие центар за дневен престој на стари лица за активно старење. Општина Прилеп ќе ангажира 30 лица за заштита и превенција од пожари. Отворен е јавниот повик за пожарникари. Времето денеска сончево и топло со температура 32 степени. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. Денеска прилепчани им одаваа почит на Милан и Борче Чупарковски, двајцата убиени во грозоморното убиство кое што се случи во саботата на Петровден во семења куќа од нивни роднина. Под паролот на СВР Битола, Сања Стаматова вели: Од страна на полициски службеници била извршена проверка во домот на Пѓ, но никој не ја отварал вратата. По наредба од јавен обвинител, полициските службеници со употреба на сила ја отвориле вратата и кога влегле во куќата, едно лице фрлило бомба кон нив, која почнала да чади, но не експлодирала. Откако полициските службеници
излегле од куќата, било пукано кон нив, при што од нивна страна било возвратено со пукање од службено оружје кон куќата. Децата, соученици, другари, фудбалски пријатели, голем број додеа да искажат својата тага на начин само како што децата знаат да се изразат, искрено, со болка и во тишина. Се собраа денеска во паркот кај градинката во Вишне, каде што велат најчесто Милан го поминувал своето слободно време, да му оддадат почит на 13 годишниот Милан Чупарковски, чиј живот трагично загина во текот на саботниот ден, Петровден, кога беше застрелан брутално, бездушно, безмилосно, заедно со неговиот татко од нивниот близок роднина. Денеска на денот на погребот, во молк и тишина, децата со паролата "Почивај во мир, летај високо, ангелу наш, ќе ни фалиш", палеа свеќи за нивниот другар и неговиот татко. Грозоморниот чин се случи во Прилеп, ги потресе прилепчани и целата македонска јавност. Се случи на 13 јули 2025 година, каде што во 1 час и 20 минути од страна на полициските службеници во присуство на јавен обвинител бил извршен увидот на улица Стефан Апостоловски во Прилеп, при што е утврдено дека во куќата со приземје и кат, со дворно место пред влезната врата, како и во домот, се пронајдени чаури од огнено оружје, како и влезно-излезни траги од проектил. Во ходникот на подот пронајдена била и една рачна бомба. Исто така на влезот од собата пронајден бил пиштол. На местото на настанот, итната медицинска помош констатирала смрт од огнено оружје кај ГП, кој се самоубил, и кај ПЧ и 13 годишниот малолетник, неговиот син. Прилеп ќе добие центар за дневен престој на стари лица за активно старење. Општина Прилеп во соработка со Центарот за развој и едукација наскоро отвора центар за дневен престој на стари лица за активно старење. Просторот ќе биде во старата зграда на местната заедница РИД. Се очекува објектот да биде реновиран до крајот на септември, а веќе од 1 јануари 2026 година да започне со работа. И овој проект представува значаен чекор во стварување и градење на едно хумано, инклузивно и грижливо општество. Овој центар не е само простор каде што нашите повозрасни сограѓани ќе можат да ги остварат секојдневните потреби за комуникација, туку представува и вистински ресурс кој ќе ги подобри новите квалитети на живот преку промоција на концептот за згрижување и активно старење. Даден е на користење простор од 100 метри квадратни, меѓутоа потребна е целосна реконструкција таму. Како што напоменав, ќе мора да ги исполниме стандардите и нормативите што се пропишани во правилникот, заради тоа што работиме по целосна законска регулатива согласно Законот за социјална заштита од 2019, каде што се пропишани стандардите за да може да се воспостават вакви дневни центри. Како и услугата помош и нега и во домот, и оваа услуга ќе биде заедничка соработка на повеќе институции, освен општините, тука е вклучен и меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп и ние како давател на услуга. Може да услугата е достапна за пензионерите, лица на 65 години, може да поднесат барање до Центарот социјална работа Прилеп и потоа Центарот по донесено решение не известува нас и веќе корисникот може да започне да ги користи услугите во Центарот. Општина Прилеп ќе ангажира 30 лица за заштита и превенција од пожари. Отворен е веќе јавниот повик за пожарникари. Кои се заинтересирани да станат пожарникари, потребно е да се пријават во Агенцијата за вработување во Центарот за вработување Прилеп. Работното ангажирање на невработените лица ќе биде реализирано за период до најмногу 5 месеци. За кандидатите кои ќе бидат избрани и работно ангажирани, се предвидува да биде исплатен износ од 24.000 денари месечно со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход. Средствата се обезбедени од буџетот на Република Македонија. Временска прогноза.
Времето денеска сончево и топло со температура до 32 степени Целзиусови. Метеоролозите најавуваат дека и утрешниот ден ќе биде топол и сончев. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.